почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во тек е имплементација на капиталниот проект за изградба и санација на локални улици и патишта низ општините, со кој обезбедуваме подобра инфраструктура во општините и го олеснуваме целокупниот живот на граѓаните. Со 70 милиони евра директна помош за општините, во наредниот период ќе реконструираме околу 450 километри локални улици и патишта низ сите 80 општини низ државата. Во првиот повик опфативме 17 општини и реконструираме 27 улици со вкупна должина од 23,6 километри. Вредноста на овој прв повик е преку 4 милиони евра. Во моментот активно работиме на реконструкција на улиците во општините Карпош, Ѓорче Петров, Тетово, Кратово, Берово, Македонски Брод, Прилеп, Неготино и многу други општини, во кои се градат улици и патишта како никогаш досега. Во завршна фаза е вториот повик преку Министерството за транспорт и врски за овој проект со кој започнува реконструкција на 35 улици во 21 општина, со вкупна должина од 35,5 километри и вредност од околу 7 милиони евра. А во тек е подготовка и на третиот повик, со кој треба да се опфати реконструкција на дополнителни 60 километри локални улици. На секоја општина низ државата на располагање стоат од 500.000 евра до 2 милиони евра. Тоа се неповратни средства со кои општините реконструираат улици и патишта кои се приоритет за граѓаните на матичната општина. До крајот на 2022 година очекуваме да бидат рехабилитирани меѓу 120 и 150 километри локални улици и патишта. Со овој проект за изградба и санација на локалните улици и патишта во општините го подобруваме урбаното живење, обезбедуваме локален економски раст и развој, безбедност во сообраќајот и подобра комуникација помеѓу граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, со реализација на капиталните проекти, влијае врз економијата, го поттикнува економскиот раст, ја подобрува инфраструктурата и го зголемува квалитетот на животот на граѓаните. Благодарам. Повелете ако има прашање. Интересира се законот за легализација што пред неколку дена се донесе во комисијата, но се чека на пленарна седница. Дали имате информација кога треба да се изгласа законот и колку нелегални објекти би требало да добијат можност да се легализираат? Во однос на прашањето кога би се донел овој закон, тоа е работа на собранието и ќе даде информација веројатно председателот на собранието. Она што е важно за граѓаните е дека овој закон е стариот закон, условно речено, кој што беше донесен 2011 година и кој што му истече рокот на важност, а ние поднесовме дополна на овој закон со цел да го продолжиме законот за да можат старите постапки кои што се веќе поднесени во општините да можат да се решаваат, заради тоа што имаме се уште нерешени предмети. Апсолутно со овој закон не се работи за опфаќање на нови предмети или нови апликации на граѓаните, туку се работи единствено само продолжување на рок за да може да се решат старите постапки, со што ќе ги доведеме во правна сигурност граѓаните, бидејќи некои од тие граѓани досега го решиле својот предмет со решавање на предметот во општините или во првостепените органи, а некои од нив се уште не го направиле тоа заради тоа што нивниот предмет не дошол на ред и целта е единствено таа на тој закон. А што се однесува до новиот закон за бесправно изградени објекти, тој е веќе прикачен на ЕНЕР. Очекуваме јавна расправа дополнителна, иако веќе ги направивме сите консултации и секако после поминувањето на определениот рок колку што треба да биде на ЕНЕР, ќе помине на влада, ќе го предложиме на влада и доколку помине на влада ќе го доставиме до собранието, каде што очекуваме дополнителни дискусии. Сакаме уште еднаш да напоменам до јавноста дека овој закон има сериозни промени од првичната верзија и очекувам да заеднички издискутираме на крајот во собранието и да видиме дали сме подготвени како држава да им помогнеме на граѓаните. Ние сметаме дека треба да им се помогне и ги правиме сите потребни чекори и мерки со цел да
постигнеме, донесеме еден закон кој што ќе биде од корист на граѓаните на кои што тоа им е најпотребно, а тоа се една голема категорија на граѓани кои што треба да им овозможиме да имаат кров над глава и да си го стават во правна рамка својот објект со што ќе влезе во системот на државата преку Агенцијата за катастар на недвижности. Да, доколку колка е бројот на тие објекти, дали знаете зашто имаше некои шпекулации? За старите предмети? Старите предмети ние немаме точна информација заради тоа што секоја општина решава секојдневно предмети кои што има уште предмети кои што треба да бидат дорешени. Секоја општина има свој регистар на решени податоци и предмети. Од тоа што го имаме ние како информација во Агенцијата за катастар на недвижности, до сега се решени околу 260.000 предмети низ територијата на целата држава, а поднесени до периодот кога можеа да бидат поднесувани такви предмети беа околу 350.000. Но дел од нив се веројатно и одбиени, така што не можеме да имаме точна бројка колку се останати. Но бројката сигурно е 40-50.000 кои што треба да се решават низ сите општини во државата. Да, ме интересира уште едно прашање за социјалните станови, што Министерството за транспорт и врски ги дава. Колку предмети имате такви во вашето министерство и кога ќе биде готов објектот во Будел што се гради моментално? Министерството за транспорт и врски не ги има во владение на овие предмети и објекти. Има стамбена комисија при владата која што врши распределба на социјалните станови. Министерството за транспорт и врски врши распределба примарна на новите објекти. Во моментот кога се изградени се стават во технички прием, во тој момент преку Министерството за транспорт и врски се врши распределба преку електронски пат на тие социјални станови. Во моментот се градат преку 650 станови на територијата на целата држава. Само во општина Бутел е најголемата зграда која што ја градиме во моментот, има 306 стамбени единици. Очекувам да се запази рокот и да биде готова во текот на оваа година, пошто ќе следи распределба на оваа стамбена зграда. Инаку работиме и во социјални стамбени згради и во повеќе општини во државата, и започнуваме во Пекчево, наскоро ќе започнеме во Дебар, се работи во Велес, работиме во социјална стамбена зграда во Неготино, во Гевгелија и во многу други општини, така што навистина сметам дека водиме грижа како држава со овие нови преку 650 стамбени единици за социјалниот момент или оваа категорија на граѓани на кои што им е потребно кров над глава, така што кога ќе биде готова таа стамбена зграда, веднаш ќе се аплицира. Во моментот ние сме во постапка на евалуација и распределба на социјалната стамбена зграда во Струмица, која што е готова, така што тоа е нешто кое што во моментот се прави во Министерството, а наскоро ќе се распределуваат и сите следни стамбени единици кога ќе бидат подготвени за тоа.